Има една позната српска крилатица, вели: нисам гинеколог, али волим да погледам. Под оваа српска крилатица се намножија така наречени доктори во оваа наша козоебина, со дипломи од Мала Речица, Црн Мерко Дрим, Тетовски, Шутка универзитет, не е битно, што студирале, нели, за време на опсада, се преварант до преварант, плюс Хохштаплер, кој знае од каде, типови кои преправаат оценки, у индекс, имаше еден така, го открија судија, замислете, бе, си го земал индексот и со коректор си ги бришал тие лошите оценки, си пишал нови. Судија. Предпоставувате од која партија, да не кажам, излишно е веќе да кажам. Значи, тие луѓе немале ни поим каде студирале, што студирале. Битно имаат некое пусулче, фалшно пусулче, дека се доктори, суди, ова, она. Се бараат гинеколози кои женски полов орган виделе само на Pornhub или на X-видео, а треба да лечат сериозно болни пациентки кои си имаат големи маки. Треба да лечат од рак на матка, кој е меѓу најсмртоносните канцери. И веројатно ќе лечат како вие од онкологија, ама кога ќе засера дебело, веројатно повторно со златното ќе ги спаси некоја политичка партија, затоа што нашиве животи не вредат. Поголеми се шансите да цркнеш од наш квази доктор, отколку да те претепа амерички полицаец по грешка, нели дека си се сунчал премногу. Згоре на тоа, системот на Северџаниве предвидел дека докторите гинеколози не ги бираме од најдобрите студенти кои изгинале учејки, туку ги бираме строго по етнички клуч, патот до успехот. Не е битно колку знаеш, битно етнички какви гени носиш од тебе. Ако си албанец или турчин, тогаш си стручњак за полови органи, и ако не знаеш никаде е северен, а камоли јужен пол. За женски и машки па уште потешко. Најважно е гинекологот да биде албанец денес. Не е толку важно дали на време ќе ви диагностицира рак на матка. Еден органи вадел на родилка, а требал само гинеколошки прегледа и прави шо има везе, бе. Досадно му било, направил преглед, што направил, дај се, си рекол, дај да видам шо има под овој орган. Овој орган е на погрешно место, бе, шо ствари не и треба овој орган. Шо ки овој вишак е овој орган? Веќе го извади, вади. Вади тоа. Судија, од друга страна, си правил, нели, како што реков, пиши бриши на оценките од високо рангираниот универзитет во Тетово. Не колку знае кој факултет го завршил, каде бил приправник, кај кој професори учел, кои му се оценките, туку е најважно да си албанец, бе. Титула албанец, квоти, рамковни. Етникумот пред образованието и квалитетот, чист апартхејд, чист. И така. Во камено време имало повеќе ред и морал, бе. Може... Знаете шо ми текна? Може и подобро да се поделиме, бе, мајко. Секој кај своите. Мислам, извинете, вака ја само прашувам. Доста се лажеме, бе. Со живото, она буда од лабуда, бе. Заедно ние, правна држава, не можеме да направиме. Не може. Не велам дека ние македонците сме подобри, ама дај бе да пробаме. Една година само едните нека бодат држава, друга година другите. Кој е подобар, ќе си пружиме рака и подобриот нека земе се. Оти вака, како до сега, не е нарна. Вака озаконуваме апартхејд, противуставно делување, неред. Создаваме услови за вистинска меѓуетничка војна. Еден ден, наскоро, по вашите кина.
Непочитувани странски амбасадори и кале. Абе, шо не направивте во изминативе 30 години? Не урнисавте земјата, бе. Која единствена со Словенија според Бадентер по распадот на Југославија исполнуваше услови да биде држава. Вашите интереси, вашата колонијална политика прва ја униште Југославија, по која сега немаме потреба да плачеме било некогаш. Ама кажувам факти, дека беше држава која многу пред Европската унија беше Европска унија. За потоа да ги признавате и форсирате државите кои беа фалични, како еден наш сосед, а за оваа држава да измислувате се разни услови спротивни на меѓународното право. Секако продолжеток на вашите политики од пред Првата светска војна, земјава да ја нема, народот и јазикот да не постоја, територијата да ја подарите на околните држави. Зошто? Затоа што се плашите од македонството. Се плашите од првиот и оригинален глобализаторски концепт кој признава и вери и нации иако се победени, ги прима и инклузира нивните обичаи и создавате една голема култура. Тоа е тоа. Се плашите од македонската култура, од македонското битие, од македонскиот јазик кој е меѓу најстарите во светот, затоа со примена на сила и тројански коњи го одземате и елиминирате. Ама јалнаш сте, бе, многу ќе се заебете. Па другари, дик, па преку дик. Или што би рекле ние македонците, мој па преку мој. Епа, тука ни се качивте. Преку Стојко Вранковиќ од вас. Доста ни од вашето паламудење, сменете ова, сменете она, сменете ги гаќите, наопаку сте ги облекле, Европа бара ова, Европа бара она. Лап-лап-лап, 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 Евростап. Не бара таа ништо, бе. Само купува време. А додека купува време ни инсталира 15% малцинство за апсолутен владетел на држава и создава трета албанска држава на Балкан. Може и четврта со она нели во Црна Гора, ама да не збориме за тоа. Дозволува да крадат, да корумпираат, да загадуваат, да ни ги продаваат интересите, јазикот, нацијата, народот, името, се за да се удоволи на плановите за снемување на оваа држава. Тие ве слушаат, а вие ги поддржувате во сите нецивилизацијски проекти кои ги спроведуваат кон овој домицилен и мнозински народ. Македонија е создадена за македонците, како што Србија е создадена за србите, Хрватска за хрватите, впрочем и Албанија за албанците. И баш и Панко Брашнер во својот манифест за Асном напиша: ова е остварување на вековниот сон на македонскиот народ да има своја македонска држава, што беше нели во склоп на Југославија, но беше македонска. Да, не господа од Европа и калето, мој па преку мој. Ова што го направивте не можеше ни Опенхајмер да го создаде. Таткото на атомската бомба, ако некој не чул кој е Опенхајмер. Му опром и на Опенхајмер, што измисли атомската бомба. Вие создадовте атомска бомба на Балканот со невидена моќ. Толку не огнетовте како народ и култура со промена на името, со тргање на се македонско, со помош на вашите квиснизи, и толку не забивте во тесен простор, што меѓународот врие, гневот се собира во душата на секој македонец, но и на македонските граѓани, и расте како атомско јадро со секоја неправда и криминал што ти го направи дуи нивните партиски орди инсталирани во секоја пора од македонскиот живот. И немојте многу да јадете кромит. Драчевски кромит, тој крупниот Комадинава. Не се тие орди. Тоест, не се тие орди таму влезени демократски со конкурс, со оглас како најдобри, туку подмолно со наредба од партија, со секој тепач рекетар кој го гледаме на црните хроники секој ден и кој си оди дома неказнет, од земјава си заминуваат илјадници млади заради таквите. Но, не господа од Европа и кале, вие тоа го сакате, заедно со вашите слуги од СДС, чија обмилена класична композиција е лап-лап-лап, 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 Евростап, лап-лап-лап, лап-лап-лап, лап-лап-лап.
Сакате да ги избаракате македонците, да можете да населите овде афганистанци, сирици, палестинци тука. Истите кои ги ојадивте и ги уништивте до коска со вашите политики, што им ги опустошивте државите, тоа ви е вас големиот план. Која е Европа, кој преговори, кој е членство, па на секој нормален од страна му јасно како бел ден дека вашата расипана политика никогаш нема да ги внесе Албанија и Македонија, а Србија само ако го признае Косово би можела нели да влезе. Бидејќи Русија многу бе добро, Русија, Русија како ве напучи, Путин како јако ве напучи со анексијата нели на делови од Украина. Ама си го баравте, затоа што 30 години претходно дозволивте некои други да одзимаат територии на некои други држави на Балканот, да ги сецкаат, да ги делат. Тогаш ви беше тоа многу окей, многу забавно. Сакате вие држава, пошто сте наше милениче, еве ви држава. Ама чекај, таа е дел од некоја друга држава, правно, формално. Нема врска, еве ви држава. Ама Путин кој го напучи, ви дојде малку мука, почнавте вака да ги држите очите да не ви испаднат. Не бидете pussy lovers. Вие не сте pussy lovers, него не бидете чкци кои цвикаат од Русија и кажете отворено зошто Македонија и Албанија никогаш нема да бидат во Европската унија? Не дај Боже, па Босна и Херцеговина. Ајде бе, кажете, нека ве слушнат вашите сојузници албанците, кажете им во очи зошто никогаш нема да влезат во ЕУ. Кажете им бе, ви текна, па затоа, за ова што ни го правите нас, само ќе ви го кажеме на овој начин. Нече мочи ове ночи. Кога гневот кај македонецот ќе дојде до коска, никој не гарантира што ќе се случи. И не драпајте многу мадина, не се фолирајте. Ова не е закана, ова е констатација, анализа. Анализа. А вие многу добро тоа го знаете, ама вие ги лажете, нели, вашите властодржци и наредбодавци. Велите се супер во Тачевските Потемникови села, Потемкинови села. Сега ќе ја заебе опозицијата и пак ќе биде премиер, така вика. И ќе дорастури што има да се дорастури. Ама финти како тие со пасошите и личните карти имало и досега, па го јаделе невиен. Историски пробале дузина пати. Не ослепувале, не набивале на кол, пробале срби, грци, бугари, германци, пробале да не стават под свое, ама тешко одело тоа. Мој, па преку мој. Не твој, мој. Кога ќе дојде до гуша, мој, некој ќе го јаде, мој. Така е кај македонците. Како беше на нашата позната песна, хит што беше шарала, шарала, сама си го барала.